Кога зборува Рацин, зборува Македонија. Е мотото под кое што во Прилеп се одржуваат деновите на Рациновото чествување. Годинешните смотри, основното училиште Кочо Рацин од овој град реши да ги одбележи на малку поинаков начин, со одржување на вакви средби помеѓу збратимените училишта кои што го носат името на нашиот великан, како што се училиштето од селото Ивањевци од општина Могила, како и училиштата од Нов Дојран и Блатец, и гимназијалците од гимназијата Кочо Рацин од Велес, кои што сите дојдоа во Прилеп. Чествувањето започна на могилата на непобедените со одавање на почит на закинатите борци од НОП. Кочо Рацин, нели ти кажав, нели ти кажав, нели ти реков, на проштевање. Ич не ме чека, ич не ме пека. Белград е ламија, по Белград ја роб, снага по туѓи палати оставам. Снага во уште не се теклава. И дома не ќе се вратам. Не ќе ги пијам очите твои, не ќе ја галам снагата твоја. Далеко негде сувата рака, по тебе вело пустата мака, пуста ќе остане. На ридот горе, каде небото земјата ја бакнува. Ко небесна птица во боровата преградка, тивко гнездо свила и се вселила могилата. Осум урни, осум огнови распламтени, осум стражари бдејат гордо исправени. И секоја од нив, код свет од камен роден, расцутен во споменот, вечен и непреболен. Тука ветерот, како тажен гуслар свири. За хероите што ги нема, но сепак се живи. Дружењето за овие денови продолжи во училишниот двор на основното училиште Кочо Рацин од овој град, како и низ старата Прилепска чаршија, каде што учениците домаќини ги прошетаа своите гости. Постојат зборови што длабоко оставаат трага во срцата на секој македонец. Великанот Рацин ни остави аманет да го чуваме неговото дело и да не заборавиме кои сме, од каде потекнуваме и каков аманет треба да им оставиме на идните генерации. Во моментов бевте сведоци на низа во наставни активности кои што еве баш на овој прв ден се случуваат. Училиштето како институција треба на децата да им стави на знаење дека тука не се само за да стекнуваат знаења. Многу повеќе се става акцент на вештините кои што треба да ги стекнат во 21. век и низ вештините понатаму да пливаат вешто во животот. Она што великанот Рацин преку неговиот пишан зборник го остави, ние се обидовме низ низа активности кои што ќе се случуваат денеска и ќе се случуваат во текот на утрешниот ден, да го испромовираме како наше културно наследство. Учениците велат дека ваквите средби и активности придонесуваат за нивно поголемо и подобро запознавање, дружење, стекнување на нови искуства, како и изучување на историјата и традицијата на разни места низ Македонија. Кочо Рацин бил македонски писател, роден во Велес. Тој е значен за Македонија и за македонската историја. Тој оставил многу дела во литературата за нас. И денеска сме овде, имаме активности за Рациновите средби, тие се денеска и утре. Имаме гости од Велес, имаме гости од Ивањевци и од Блатец и од Дојран, од сите училишта што го носат името Кочо Рацин. И сите се дружиме, имаме многу активности и треба да им го покажеме нашиот град и да ги прошетаме овдека. Имаме други активности утре, имаме представи и се надеваме дека ќе се поминиме дека ќе се дружиме со сите. Во денешниот ден имавме активност, се запознававме со учениците, кај кои ќе престојуваме и во моментот имаме уште активности, а за утре ќе имаме уште поинтересни. Па тој бил многу сакан човек и во негова чест се создадени овие училишта и тој бил многу значаен за нашата држава. Во овие денови за одбележувањето на Рацин
Е планирана и посета на неколку прилепски музеи, како участакот, Музеот за тутун и манастирот Свети Архангел Михаел, а ќе се одржи богата културно-забавна програма во амфитеатарот во најстарата населба Варош во Прилеп.